15 години звучна љубов, 15 години љубојна, јубилеј кој најубаво се слави меѓу своите. Овој пат сме им најпотребни на сите оние кои настрадаа во поплавите. Вака една од најпознатите македонски етногрупи Љубојна векани на нивниот 15 годишен јубилеј постоење на македонската музичка сцена, кој ќе го прослават со голем концерт од местото каде започна нивната кариера, во Битола. Концертот е закажан за 17 август со почеток во 21 часот на ракометното игралиште во Битола. Мене ми е ракометно игралиште еден неосвоен простор, а ми е желба од рокерските денови, кога имаше многу концерти на многу групи. И таму дури се имам и префрлано за да влезам. Високо е, но беше важно тоа да го направам. И ми остана еден терен кој што не сме го свиреле, не сме го освоиле. Така да, за тоа е ракометно игралиште одбрано. Ќе биде цел оркестар, таков еден голем настан. Значи целиот оркестар со машината од виртуози Владко Стефановски и Џамбо Агушев. Се радувам што за сите овие години публика од најразлични генерации, со најразлични, не знам, стилови животни, вкусови, музички, концепции и определби, застанува и во еден глас пее заедно со Љубојна. И исто така се радувам што за овие 15 години се донесе една нова музика за која што публиката очигледно има жет и за која што има огромен простор. И исто така што научи дека не е само гостин на концертите, публиката навистина учествува во концертите и ако не се пренесе таа радост од сцената на публиката, за мене нема интеракција и јас веќе се навикнав кога ќе подадам рака публиката да ми возврати и да ми верува на било кое музичко патување што ќе ја водам, дека ќе си помине убаво. Овој пат тоа е Brass Fantasy. 15 годишниот јубилеен концерт на Љубојна има хуманитарен карактер. Дел од средствата кои ќе бидат собрани ќе се донираат за поплавените подрачја во Скопје и околината, а ќе бидат поставени кутии за донации. Инаку Љубојна во изминатиот период свиреше на неколку летни манифестации, а за наредниот период ќе настапи во Пекинг и Њу Јорк. Исто така во крајни подготовки е изработката на нивното ново CD кое треба да излезе наредниот месец.